од мојот тим и председателка на Советот. Не сме имали вакви брифинзи. Да бидам искрен, и денеска ние прв пат, па ако има некои пропусти, последниот пат ќе ги коригирам. Првично сакам да ве запознавам и вас и целата јавност во делот на сите културни настани кои што ќе се одржат во текот на месец мај оваа година. Значи, имаме Кисити концертна промоција организирана од мултимедијален центар ЛУК. Потоа, исто така, културна детоксикација од истата организација. Фотоколонија Мистериите на Бислим во организација на Сдружение на граѓани на локална акциона група за рурален развој Гласот на селото. Традиционалниот маскенбал Батко Ѓорѓие 23-та во организација на Фондација за култура и спорт Куманово. Одбележување на победа над фашизмот и Ден на Европа. Вообичаено 8 или 9 мај го организираме тоа во организација на Фондација за култура. Заедно сме ЕУ, прослава на Денот на Европска Унија, со невладината организација Пулсот на демократија. Предпоставам ќе биде организирана трибина. 10-ти јубилеен годишен концерт Куд српски вес Куманово, тоа ќе биде околу 12 или 13 мај. На 15 мај детска ликовна колонија Пшиња, хуманитарно здружение Мајка е организатор, а секако покровител на сите овие настани е општината, директно од нашата програма годишна и Фондација за култура. 15 мај дуо пијано Марко и Милена Митковска, тоа е концерт. 16 мај уличен фестивал Куманиум 2023 во организација на Фондација за култура. 18 мај денови на српска култура во Куманово, исто така реализира Куд српски вес Куманово. 20 мај постапките на Карпош во организација на јавна општинска установа библиотека Тане Георгиевски. 23 мај ден на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи во организација на Сдружение на просветни работници Куманово. Исто така на 23 мај е Ден на власите во организација на Фондација за култура и спорт на градот. 26 мај игра Плей фотоклуб Куманово, ќе имаме организација и изложба. 27 мај матурски хепенинг Фондација за култура и спорт Куманово, тоа е традиционална. На 27 мај исто така и пролете пикник фестивал и Кумановска суџуклијада во организација на Сдруженијето Бисер. Овој настан можеби ќе се одложи и ќе се стави во ист термин да биде со настанот кој што го организираме на крајот на летото, тоа е Тамбурашкиот фестивал. На 27 мај исто така 15-та клубска изложба на уметничка фотографија Мајски салон 23-та година и 29 мај приказна за љубовта од истокот Сдружение Динамик Кумано. Тоа се сите културни настани и манифестации кои што ќе следат во месецот мај, што се однесува до изградба на инфраструктура и други проекти кои што се во план да се превземаат. Само на кратко сакам да ве брифирам дека во тек се започнати активности на изградба на улица Веселин Маслеша, крак 1 и 2, и тоа слеп крак десно од улица Веселин Маслеша, реконструкција на улица 172 во населба Карпош, општина Куманово, внатрешно уредување на спортска сала, кое што е во тек, каде што се врши подготовка за поставување на епоксидни подови и дополнително уредување на местата за седење во салата, а по завршување на овие опфати ќе се работи на изградба на комплетно ново борилиште или монтажа на нов современ пот.
Улица 112 десно во населба Карпош, дел од булевар Трета македонска ударна бригада, од улица Страшко Симонов до улица Тоде Мендол, беше изведен најголем дел сега за викендот. Продолжуваме со изградба на тротоарите и целосно уредување на таа улица. Дел од улица Страшко Симонов, тоа од Зелен пазар до булевар Трета македонска ударна бригада, кај што предходно со одлука на Советот направиме тука да биде двонасочен сообраќај за тој дел на улицата, за да се олесни движењето на возилата и дотурат на стоките во ново изградениот објект на поранешен 1 мај. Набавка, транспорт и вградување на топловодни пумпи за загревање на затворениот градски базен. Ова е во рамки на проектот за подигање на нивото на енергетска ефикасност на објектот, каде што ќе се инсталираат топловодни пумпи и дополнително ќе се инсталираат соларни колектори за производство на електрична енергија, за да се постигнат не поголемо ниво на заштеди на овој објект, бидејќи знаете дека трошоци за него се огромни во делот на потрошена електрична енергија и газ. Улица 111 десно во населба Карпош, реконструкција на дел од спортската сала Соколана, или по-конкретно завршена е тендерската постапка за засилување на статиката на објектот и промена на кровниот покривач на овој објект. Веќе е завршена и градежната дозвола, мислам дека до крајот на месецов изведувачот ќе биде воведен во работа, за да отпочнеме, тоест продолжиме со работа на Соколана. Предходно знаете обезбедените средства од околу 9 милиони денари кои што ни беа дадени со одлука на влада, дополнително потоа и беа одземени. Оваа инвестиција ќе оди комплетно на сметка на општинскиот буџет. Набавка, транспорт и вградување на топловодни пумпи, тоа веќе го реков, се извинувам. Реконструкција на дел од улица Боро Чушкар. Чекаме само на согласност од Министерство за внатрешни работи. Кога ќе го добиеме, ќе го поведеме изведувачот во работа. Во тек се постапки за реконструкција на фекална канализација на улица Киро Фетак, од улица Христијан Тодоровски Карпош до улица Борис Кидриш и крак 1 и 3 во должина од 415 метри. Реконструкција на водоводна мрежа на улица 11 ноември во општина Куманово, реконструкција на водоводна мрежа на улица Јане Сандански и реконструкција на водоводна мрежа на улица Славиша Вајнер. Оваа недел ќе се распише постапка за поставување на детски качиња на 4 локации во градот, и тоа локалитет Водовод, улица Есперанто, улица Лесковачка и село Черкеси. Исто така сакам да ви информирам дека во текот на месец мај општина Куманово ќе биде представена на 2 меѓународни конференции, и тоа е едната меѓународна конференција во Крагуевац, Република Србија, на тема нови можности за инвестирање, каде што јас ќе учествувам со делегација и ќе ги представам основните цели зошто треба да се инвестира во Македонија, генерално на Западен Балкан, и зошто Куманово е добра дестинација за инвестиции. Воедно ќе ги представам и можностите за инвестиција во нашата индустријска зона Новини и Речици. И втората конференција, тоест самит, кој што е во организација на Интернационалниот републикански институт од Соединетите Американски држави, на кој што самит ќе земат свое учество највисоки представници од регионот и ќе зборуваат на тема градење на демократската отпорност на Западен Балкан, или безбеден Балкан за помалку влијание од надвор. Ова се генерално сите настани и активности кои што треба да следуваат во текомниот месец и што се однесува до активностите на
Општината, таа е жива материја и секогаш можат да бидат променети, да се менуваат согласно динамиките на реализација на проектите. Па јас би застанал тука и би оставил простор доколку имате некои отворени прашања да прашате нешто. Повелете. Во Крагуевац ние сме поканети како општина, од регионот ќе бидат представени поголем број на општини. Точно од Македонија не знам кои се, но знам дека ќе има регионална поставеност и оваа конференција ќе има за цел да се подигне нивото на регионална соработка. Значи, Пионерскиот дом една отворена тема за која што во континуитет се префрла топката на ниво на одговорност од локално на централно ниво и обратно. Како што знаете, последен пат ве брифирав дека општина Куманово веќе 4 години се обидува да дојде до собственост на овој објект, првенствено со цел да го спречи тоа што се случува таму, бидејќи во моментов немаме никаква надлежност, ниту пак имаме било какво овластување да влеземе и да го заштитиме објектот од понатамошно уништување. Последното барање испратено до владата пред некаде 1 месец е препратено од владата до ресорното Министерство за труд и социјална политика, на кое што писмено барање од наша страна да ни се предостави овој објект, кој што основна намена согласно генералниот урбанистички план е образование и едукација. Всушност ние одбиено барањето од ресорното министерство со образложение дека тие ќе влезат во инвестиција да го реконструираат овој објект. Ние тој одговор од ова ресорно министерство и од владата го добиваме континуирано веќе, а како што знаете, во една од последните посети на актуелниот премиер Ковачевски беше ветено дека ќе направи се да се реконструира овој објект. Тоа ќе остане очигледно само на празни зборови, бидејќи еден дел од овој објект веќе е изреализиран и преадаптиран во детска градинка, истиот не може да се впише во ниту еден документ, затоа што самата инвестиција е правена без соодветна техничка документација, без соодветно одобрение. Едноставно Министерство за труд и социјална политика не е овластено, ниту пак може да инвестира во ваков тип на објекти кои што имаат намена образование. Која е нашата цел? Нашата цел е да го добиеме овој објект, првенствено да го исчистиме, потоа да го заштитиме, да не може да се провалува во него и да се вандалски да се однесува кон истиот, да направиме проект за реконструкција и истиот да го адаптираме во еден простор кој што ќе биде во функција на воспитно-образовниот процес. Знаете дека има поголем број на сали, поголем број на хубуси кои што покриваат сегмент на неформално образование и идеално место каде што може да се прикажуваат филмови како што своевремено малата сала била користена за такво нешто, но тоа се само идеи. Првичната иницијатива е да го добиеме на располагање. Сите овие објекти кои што ние претходно ги добивме од државата на владење, како што гледате, водиме одредени постапки за да инвестираме во нив. Такове случајот и со Соколана. Еве такви се активностите сега и во делот на спортските терени, спортската сала, така да имаше некои обвинување во јавноста дека ништо не превземаме, но тоа не е точно. Некои објекти кои што со децении се запуштени, не можете едноставно да ги реконструирате преку ноќ. Ако самата држава не може, тогаш што да зборуваме за локалната самоуправа. Ама барем минимум можеме да ги исчистиме и да ги заштитиме од понатамошно уништување. Повелете? Значи, износот кој што ни беше доделен од страна на владата, а потоа беше повлечен со образложение дека не сме го изреализирале тој износ,
а во меѓувреме, како што знаете, изработивме проект и чекаме повеќе од 1 година на добивање на согласност и конзерваторско мислење. Од моментот кога ги обезбедивме сите согласности, требаше да ни биде дадена уредна дозвола, бидејќи тој е објект под заштита на државата и Министерство за транспорт и врска, ки всушност ја издава градежната дозвола. Беше донесена дозволата, потоа експресно укината, реагиравме до Министерството, ни образложија што дополнително треба да обезбедиме документација. Еве, конечно, мислам дека пред 7 дена ја добивме дозволата и ние имаме од буџетот обезбедено некаде околу 8 милиони денари, приближно ви кажувам, тоа е нешто сличен износ како што беше обезбеден и од владата. Се надевам, можеби во иднина и дополнителни средства ќе се обезбедат од влада, бидејќи тоа не е само објект кој што е од значење на општината, туку е објект, како што претходно кажав, и од значење на државата. Ние таму интервенцијата ја поделивме во 4 делови. Едниот дел е, значи, завршување на статиката и препокривање на кровниот покривач. Тоа е првата фаза, која што ќе ја работиме сега. Втората фаза е, значи, фасадата и менување на столаријата. Третата фаза е целосно завршување од внатре на објектот и негова адаптација во слично, тоест исти содржини кои што биле претходно. И така е реставрација кој што е скап процес, и четвртата фаза е партерното уредување од надвор на дворот на Соколана, за кој што дополнително обезбедивме одредени средства и ќе се обидеме до крајот на годината и за тоа да распишеме постапка повторно со пари од буџетот на општина Куманово. Според ова што го кажав, ако успееме во нашите цели, некаде половина би ја завршиле работата и веќе следна година да можеме да размислуваме на другите фази. Колку што сме известени од страна на инвеститорите во новиот деловен комплекс, кој што се наоѓа на локација на поранешен 1. мај, таму има поголем број на инвеститори кои што влегуваат со своји познати трговски марки и ланец синџи на познати трговски марки, но за тоа ќе оставам да си брифираат самите инвеститори. Доколку не поканат, секако ние ќе земеме свое учество како општина, инаку ние сме во фаза на изготвување на идејно решение за изградба на современ градски пазар на локација на Зелениот пазар, каде што првично сакам овде отворено да ги демантирам сите наводни шпекулации во јавноста дека на оваа локација градскиот пазар ќе се урива и ќе се гради комплетно стамбено деловен центар. Тоа не е точно. Општината би сакала да изгради современ пазар, модерен пазар, но без содржини за домување, значи, кој што би имал подземно паркирање, по примерот на 1. мај Куманово, и дополнителни содржини, модерни тезги, отворен зелен пазар, затворен дел на пазарот и сето онаа како што не личи, но сме во постапка за затворање на постапките за стекнување на собственост на земјиштето, бидејќи тоа не е претходно завршено од ниту еден менаџер на јавното претпријатие, ниту пак на општината. И верувам, откако ќе ја завршиме целата таа правна процедура, дури тогаш, значи, ќе пристапиме на конечно изготвување на едно реално решение или проект согласно важечката урбанистичка планска документација на оваа локација, која што не предвидува градба на зграда или стамбен комплекс, туку предвидува деловен комплекс со компатибилни содржини. Значи, не можам ништо да преюдицирам, тоа се само желбите и намерите, а се зависи од завршување на самата постапка
околу обезбедување на документацијата. Да. Докаде е проблемот со пајање возилото? Па најсоодветен да одговори е директорот на јавното предпријатие, бидејќи тие директно со овој проблем. Онаа што јас сум брифиран од нивна страна, ова не е ново, веќе подолг временски период, бидејќи и на седниците на Советот и од моја страна се потенцира дека едни од поголемите прекршители во сообраќајот по однос на узурпација на обезбедените паркинг места се всушност представници од државна јавна администрација, вклучувајќи тука и многу голем број на луѓе вработени во Министерство за внатрешни работи, каде што еве, например, сега на овој брифинг ќе покажам само една фотографија со која што сакам само да ви доловам за состојбата во која што ние се наоѓаме како локална самоуправа. Например, оваа фотографија добив од засегнат граѓанин, кој што сликал пред општината возило кое што е паркирано токму на место каде што имате одбележено место за забрането паркирање освен за службени возила. Тоа е на самиот влез на општината и пред влезот на полициската станица. Значи, ова возило е собственост на висок полициски функционер, кој што и покрај сите укажувања не сакаше да ја тргне колата. Јас бев принуден како градоначалник да свртам на 192, да го пријавам случајот, да дојдат да го отстранат возилото. Секако пајакот дојде, но самото возило истиот господин си дојде и од оваа локација го префарли на спротивната локација и полицајците кои што управуваа со пајак возилото всушност беа немочни, бидејќи не сакаат да постапат кон нивниот предпоставени. Ова е само еден од многуте примери со кои што ние се соочуваме во борбата против самовластието на поединците кои што ги злоупотребуваат своите позиции и за мене е очекувана ваква реакција. Ова е само еден реваншизам кој што оди на адреса на јавното предпријатие, бидејќи со тоа се оневозможува нивното нормално функционирање. Доколку тие поединци сметаат така, многу е покоректно да излезат на седница на Советот и да кажат дека нив власта не ги допира, не ги засега, да објасниме на јавноста, можеби тогаш и немаме потреба од јавно предпријатие кое што ќе дава вакви услуги, па да живееме сите во еден урбан хаос, кој што всушност тие кои што треба да го превенираат го потикнуваат. Но знаете, дојдени се времења во државата кај што најкриминогените групи со прст покажуваат по примерот на онаа старата лопови кажат држте лопова, но мислам дека сме тврди во ставовите, ќе обстанеме, ќе ги истераме сите овие случаи на виделина, па и овој случај во моменти кога ќе имаме соодветни луѓе на соодветни места, тоест професионалци во системот кои што ваквите дали кривични или други пријави нема да ги оставаат во фиока, туку ќе постапуваат по нив. Ние како општина имаме поднесено поголем број на постапки во Министерство за внатрешни работи до секторот за внатрешна контрола. На сите ни е одговорено негативно и сметаме дека таму тој систем е, барем јас лично сметам дека тој систем е целосно во функција на поединци и не извршуваат сите професионално својата работна задача, но тоа се менува со менување на менаџерскиот кадар внатре, кој што во моментов менаџира така како што менаџира. Да, беа предвидени како бројка 6, но не беа предвидени доволно средства и со самата предмер пресметка, бидејќи со промена на цените драстично во последните 2 години се промени и основната калкулација во делот на инвестициите. Тоа што пред 2 години се купуваше со 100 денари, денеска се купува со 150 и 200 денари и тие трендови се следат и во градежништвото, иако последните неколку месеци барем тој сегмент
трпи одредени корекции на цените, но сепак имавме предвидено како број, но немавме предвидено во основниот буџет доволно средства. Сега истите тие средства само ги пренаменуваме за изградба на 4. Тоа е цената на чинење. Некаде на такви детски качиња се градат со околу 10 до 20.000 евра по локација, во зависност како ќе бидат уредени, какви играчки ќе поставите, дали долу ќе биде, значи, земја, дали ќе биде тартан подлога, каков тартан и така натаму. Значи, видите, на социјалните мрежи и во медиумите можете да сретнете се. Тој кој што обвинува првенствено, тој кој што пренесува одредено обвинување има обврска да праша кај двете страни. Општина Куманово, согласно законот, има обврска да помага да се развива спортот и спортските активности во градот. Ние оделуваме сериозни средства за развој на спортот во градот на сите спортски дисциплини. Во минатото постоела одредена пракса во општина Куманово, која што веднаш по доаѓање на челна позиција градоначалник, уште во првиот мандат, ја променив таа пракса, е тоа сите средства кои што беа предвидени за спортот и развојот на спортот беа директно упомпувани на сметка на кошаркашкиот клуб Куманово, како под образложение дека се финансира врвен спорт. Врвен спорт во категоризација на спорт и спортски гранки не постои и ние тоа го променивме и со тие средства ги дисперзиравме да стасаат до сите клубови. Во конкретниот случај, значи, кошаркашкиот клуб Куманово е приватен субјект или акционерско друштво кое што е регистрирано со имот и е собственост на приватна фирма Оли Травел од Куманово, која што е и една од фирмите кои што е давател на услуга јавен превоз во градот и има склучено договор со општината. Ние во континуитет помагавме на овој спортски клуб последните 5 години за развој на младите категории во клубот, но неколку пати напоменуваме дека во делот на финансиското работење на клубот ниту имаме, ниту пак сакаме да имаме било каква контрола. Нас само не интересира каде се трошат општинските пари и на кој начин се трошат и зашто. Доколку истите се трошат само за исплата на играчи и плаќање на трансфери на играчи, тогаш општината не може да се дозволи луксуз да финансира приватни спортски клубови. Ние средствата кои што ги даваме во Општинскиот сојуз на спортови, а секој клуб поединечно треба да поднесе своја годишна програма за работа со која што треба да докаже во Општинскиот сојуз на спортови дали на вистина тие работат на развивање на спортот и спортските дисциплини. Финансиските проблеми кои што ги има овој клуб во општината, конкретно во кошарката, се проблеми на клубот. Општина Куманово не е собственик на овој клуб. Ние сме горди на сите клубови кои што го носат нашето име. Прочитав многу надписи во јавноста зошто се инвестира во спортската сала, а го се дозволува кошарката да пропаѓа. А да ги поставам работите поинаку. А зошто општина Куманово во последните 15 години дозволила да се инвестира во приватен кошаркашки клуб над многу повеќе од средствата кои што ние до сега ги имаме вложено во спортската сала? Зошто да инвестираме во спортски клуб, ако претходно немаме изградено или направено одреден спортски објект каде што можеме да ги одржуваме тие спортски настани и манифестации? Согласно законот за финансирање на спортските клубови, како што знаете, секој спортски клуб има право да се финансира преку Агенција за млади и спорт со добивање на ваучер. И нашиот кошаркашки клуб, и сите останати клубови кои што работат во нашата општина, согласно резултатите и организацијата која што имаат поставено, и спортските резултати врз база на претходна категоризација,
од Агенција за млади и спорт добиваат одредени вредностни ваучери кои што подосна ги употребуваат и влечат средства преку истите и ги плаќаат секојдневните сметки. Зошто клубот е во лоша финансиска состојба и не може да ги исплати основните договори на играчите, треба да се праша раководство на клубот, почнувајќи од претседателот на клубот до сите членови на управниот одбор. Во многу ситуации општината се обидувала во рамки на можности да помогне. Во овој момент давање на средства од општина Куманово и трансферирање кон овој клуб, мислам дека е многу дискутабилно и е доведено на линија на законитоста и затоа во овој момент општина Куманово ќе се воздржи од било какви евентуални трансфери во иднина кон клубот, се додека самите не си ги расчистат работите. Моите информации пред 5 години како градоначалник беа дека клубот нема долгови и заостануваат само со една плата. За да неколку месеци подоцна добијам информација од еден од представниците од клубот дека истиот клуб должи милиони само за неплатен персонален данок. Тоа е манипулирање и со мене и со јавноста. Дополнително, јас ниту во еден момент немам добиено финансиски извештај за финансиската состојба на клубот. Едноставно не знам на кого да верувам. Нити пак таков документ има разгледано органот кој што ги усвојува тие средства, а во овој случај тоа е Советот на општина Куманово. Што значи некој многу успешно се обидува од позициите кои што ги држи во клубот да вешто манипулира со јавност. Дали е тоа така? Искрено не знам. Новинари сте, повелете, брифирајте се, проверете. Секој може во јавноста да изнесе било што и секако ќе следуваат соодветни законски постапки. Ја немам изгледано цела емисија до крај, бидејќи не заслужува внимание од моја страна, беа изнесени многу невистини, клевети и обвинувања за кои што согласно законот ќе поднесам постапка. Сакам само да напоменам дека во текот на изборниот период исто така бев обвинуван од актуелната пратеничка Лидија Тасевска и мојот против кандидат Оливер Илиевски за наводна злоупотреба на својата должност и еве ја правосилната судска пресуда која што пред неполни 2 месеци е правосилна, каде што се осудени за клевета кон мене и ми изречена дополнително глоба и материјално оштетување кон мене, кое што дел пратеничката Тасевска го има исплатено, додека господинот Илиевски се уште не. Мислам дека пратеничката Тасевска има објавено и во еден од дневните вестници кои што се издаваат на национално ниво целосно пресудата и јавно извинување, додека Илиевски не. Но тоа е правната држава кај нас, правдата е спора. И во овој случај иста постапка ќе се поведе така, но ми изненадува фактот, таму слушнав зборови, дарежливост и така натаму, па зошто ако имало дарежливост, господинот го прикривал таквото кривично дело и според мене јавното обвинителство треба веднаш да постапи екс официо под допрен глас и да ги испита тие наводи. Инаку, апсолутно ирелевантно и да дискутирам, тоа го гледам како политичко обвинување кон мене кое што има за цел првенствено сето тоа што претходно поединци блиски до тие луѓе и самите луѓе го правеа во форма на притисок кон мене и кон општинските служби да го изведат на ваков начин преку една ваква емисија, при што сведоци сме дека ниту во еден момент, иако дискусијата на емисијата одеше во друга насока, не беше прекинат, но се дозволи да се изнесат еден куп лаги и невистини,
со кои се покажува на прст кон мене, јас тоа ќе го докажам во легитимна постапка, инаку истата ова емисија имаше за цел да ме омаловажи и дискредитира во јавноста. Јавноста ме знае, видите, кога работите на ова работно место, има голем простор за шпекулација. Елементарна работа е да ги видите вкупните бројки. Дали општина Куманово пред 4,5 години беше една од најзадолжени во државата? Да. Дали општина Куманово после 4 години реализираше голем број на инфраструктурни проекти и отпочна да става ред во градот? Да. Дали општина Куманово денеска има 4,5 милиони евра своји собствени средства општински на жиросметка? Да. А тоа што поединци сметаат дека можат врз база на нивните бизниси да ја контролираат судбината на градот и судбината на граѓаните, јас како градоначалник никогаш нема да дозволам личниот интерес да се стави пред реалниот или општиот интерес. Во оваа ситуација издавањето на таа дозвола е спорна затоа што ние имаме реакција од јавна институција која што се грижи за тој јавен имот, конкретно гимназијата Гоце Делчев, која што всушност нејзиниот јавен интерес е загрозен со реализација на еден ваков мегаломански градежен проект, кој што, впрочем, предходно не добил согласности соодветни и реални од надлежни институции или конкретно овие институции кои што денеска реагираат и всушност и Советот и јас како градоначалник сме доведени во заблуда, но за тоа ќе разговарам многу повеќе на една од следните седници на Советот, каде што планирам да ги обзнанам пред јавноста сите документации поврзани со оваа постапка. Но верувајте ми, не се работи само за ова, се работи за други намери кои што имаат генерално политички цели. Максиме, тука јас сум подготвен во секој момент да одговарам за своите постапки, секога да погледнам во очи, кој за кого бил дарежлив. Да, имам слушнато информации дека во минатото некои луѓе многу биле дарежливи по однос на поединци и тука во општината и генерално луѓе кои што се активни во политичкото и општествениот живот, но дарежливоста кон мене не ја гледам, бидејќи јас со тие луѓе ни едно кафе се немам напиено во животот, така камоли повеќе. Благодарам. Ја имам уште едно прашање, сега да не испадне само ја прашувам, ама ова беше замислено не за да се брифираме. Ајде, само што веќе не прашувам. Докаде извештајот за јавниот превод, дека треба да се видат сите предности имани, дали е готов, дали може да се предочи пред јавноста, дали ги даде очекуваните резултати, она што не би првично беше намерата да се доведе бесплатно операција. Значи, ние имавме во општината една координација со сите советнички групи, на која што представници од компаниите кои што го вршат, бидејќи знаете дека не е една компанија, сега се повеќе компании кои што согласно договорот имаат формирано диспечерски центар кој што ја следи работата. Добивме еден комплетен брифинг по однос на бројките, колку тоа граѓани врз база на нивни согледувања и скенирања го користат јавниот превоз. Бројките се навистина задоволителни, некаде конечниот извештај треба да биде до јуни месец и откако ќе биде конечниот извештај, дополнително ќе спроведеме како општина и јавна анкета за да ги споредиме бројките од извештајот и да го сондираме јавното мислење на граѓаните дали се задоволни. Ако ме прашате субјективно, ќе кажам да, барем оние граѓани кои што доаѓаат до мене се задоволни. Има одредени забелешки за одредени линии, зголемување на капацитет на возила, на поедини линии пропуст на одредени возачи, застанување, нередовно застанување, но тоа се технички прашања кои што ќе бидат предмет на корекција. Ние некаде извештајот би го имале во јуни месец според согледувањето на вршителите на превозот, бидејќи извештајот треба да биде сублимат на нивниот извештај и извештајот на општинските инспекцијски служби кои што секој дневно ја следат работата на јавниот превоз.
Сега да тргнете со камери, ќе видите дека во секој момент во градот најмалку 20 инспектори активно го следат работењето на јавниот превоз во градот. Да. Значи, ние немаме механизми да провериме дали сообраќајот е зголем или намален. Во делот на сообраќајот своје видување треба да даде сообраќајната полиција во градот и ние имаме само информација која што ја добиваме од државни надлежни органи во делот на аерозагадувањето во градот, кое што беше енормно високо во изминатите години во нашата општина, особено во зимскиот период. Оваа година повторно имавме проблеми, но не беа толку изразени како во минатото. Од тој аспект може да заклучам дека бесплатниот јавен превоз даде значителен допринос за намалување на фреквенцијата на возилата во централно градско подрачје, ако ги иземам оние ударни термини за Нова година, верски празници и други моменти, кога интензитетот во нашата општина не е само од нашата општина, туку и од останатите соседни помали општини, бидејќи Куманово е регионален центар. Мерните станици работат, значи општина Куманово има поставено 4 своји мерни станици, кои што во секој момент можете да ги проверите кој е процентот на загадувањето. Јас редовно ги проверувам и ги вклучувам и можам да констатирам работат, еве и сега можете да одите на веб страна, значи редовно ги проверувам, не на сите локации во градот е подеднакво загадувањето. Најголемо ниво на загадување мислам дека има во околина на противпожарната станица и болницата Куманово. Зошто сите знаете, бидејќи болница Куманово, иако и испорачавме газ, веќе подолг временски период не се загрева со газ, туку се загрева со мазут. Зошто е тоа така, треба да дадат одговор надлежните, иако општината потроши огромни средства да однесе цевка за дотур на газ до овој наш градски капацитет. Нема проблема. Време, ако има нешто ќе ви известим.